Вести на Канал 8, добре дојдовте. Локалната самоуправа на Чешинова облешево викендов со концертна прослава и настап на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, Роберт и Панки, како и настап на Исак Шабановиќ, одбележа 20 години од формирањето. На прославата присуствуваа голем број на граѓани од општината и пошироко. Локалната самоуправа на Чешинова облешево во саботата одбележа 20 години од формирањето на општината, како и празникот Мала Богородица. По тој повод во паркот во Облешево беше организирана концертна прослава на која настапија фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, Роберт и Панки, а главна звезда на вечерта беше гостинот од Црнагора Исак Шабановиќ. На настанот присуствуваа голем број на гости од регионот, а градоначалникот Далибор Ангелов во поздравниот говор посочи дека Чешинова Облешево се стреми да прерасне во модерна општина, отворена за нови можности со цел да се унапреди на сите полиња. Покрај тешки времиња, ковид пандемија и лоша финансиска состојба на општината, вложивме повише енергија да работиме за уште посложни задачи, да бидеме поефикасни, да продолжиме да развиеме општината како земјоделски, не и како културен центар, да ја сочуваме тоа што имаме поради нашите предци. Нашите предци но и унапредивме општината поради новите генерации на гордост на сите нас. Но овој ден биде потик да работиме заедно за напредок и просперитет на општината, бидејќи општина Чешинова Облешево не смее да застане на патот на напредок кон подобра иднина и кон постабилна иднина. На крај дозволите ми да се заблагодарам на сите вас кои на било кој начин придонесевте и придонесувавте во развојот на нашата општина на сите полиња, како спортски и културни, така и економски. Благодарност до сите општествено и економски одговорни компании кои помогнаа овој вечеречен настан да добие посебно светло. Ви благодарам за поддршката која секојдневно ја добивам од сите вас. На сите мои соработници, без вас секако ова не би било возможно да го постигнеме. Ви благодарам на довербата за подобро утре, на сите наши критики, кон сите ваши критики, јасни и конструктивни предлози, кои ги спроведувате во дела и ви ветувам дека ќе се трудиме да бидеме утре подобри за нашата општина Чешинова Облешево. Во рамки на прославата им беа доделени благодарници на компаниите кои помогнаа во финансиската реализација на настанот. Исто така беше посочено дека и во годините што следат ќе се организираат слични манифестации на кои ќе се собираат голем број граѓани од општината и пошироко. На свеченоста по повод 20-тиот роден ден присуствуваа и градоначалниците на општина Болдешти Скајани од Романија, Константин Бокуроу, и на општина Бобов Дол од Бугарија Елза Величкова. Со овие две локални самоуправи, општина Чешинова Облешево има подпишано меморандуми за соработка. Нов сообраќаен пристап и паркинг простор ќе добие детската градинка Бисерчиње во Зрновци. Според договорот, фирмата изведувач градежните работи треба да ги заврши до крајот на октомври. Комплетно нов сообраќаен пристап и паркинг простор ќе добие детската градинка Бисерчиња во Зрновци. Градежните работи се во тек, изведувач е компанијата Ленди Груп, а носител на активностите е локалната самоуправа на Зрновци. Инвестицијата е дел од проектот за подобрување на сообраќајната инфраструктура, со кој е почната изградбата на нов локален пат од 2,5 километри од Зрновци до селото Мородвис. За оваа намена од Министерството за транспорт и врски беа обезбедени околу 30 милиони денари. Покрај изградбата на локалниот пат село Зрновци и село Мородвис, започнуваме и со уредување на паркинг простор на детската градинка Бисерчиња. Покрај уредениот паркинг простор и заради зголемена безбедност на сите учесници во сообраќајот и пешаците, ќе се реализира и проект пристапен пат, односно тротоар до самата детска градинка.
Должината на тротоарската површина е околу 150 метри, а на паркинг просторот пред детската градинка ќе можат да се паркираат 20 возила. Во инвестицијата за подобрување на сообраќајната инфраструктура во Зрновци е вклучена и изградбата на улицата Филе Ристов, како и спој на улицата Никола Карев со нова сервисна улица. Според договорот, градежните работи за сообраќајниот пристап и паркингот кај детската градинка во Зрновци треба да се комплетираат до крајот на октомври. Филип Стојанов, член на карате клубот Партизан од Кочани, освои трето место и бронзен медал на меѓународниот натпревар Куп на шампиони 2024, што викендов се одржа во Подгорица, Црнагора. Пред него предстои учество на светско и балканско првенство. Трето место и бронзен медал на меѓународен натпревар освои каратистот Филип Стојанов, член на карате клубот Партизан од Кочани. Во категоријата кумите јуниори над 76 килограми, тој учествуваше на карате турнирот Куп на шампиони 2024, што викендов се одржа во Подгорица, Црнагора. Тоа беше последна проверка на неговата подготвеност пред настапот на светското првенство што ќе се одржи во Венеција, Италија. На турнирот во Црногорскиот главен град, што се смета за едно од најсилните регионални надпреварувања, учествувале каратисти од 12 балкански држави кои ги представуваат најдобрите млади каратисти во моментот. Според информациите од тренерот Оливер Коцев, младиот Стојанов во Подгорица прикажал добри борби, со што ја потврдува добрата форма и успехот од неодамнешниот изборен турнир во Кичево, каде го освои првото место. Со тоа се најде меѓу најдобрите македонски репрезентативци кои ќе учествуваат на светското првенство за кадети, јуниори и каратисти до 21 годишна возраст. По учеството на првенството на најдобрите од целиот свет, Стојанов го очекува настапот на Балканското првенство, што ќе се одржи во декември. 11 медали освоија членовите на карате клубот Кочани на меѓународниот турнир Тетово Open 2024. Освен од државата, присуствуваа и надпреварувачи од повеќе земји. 8 каратисти од карате клубот Кочани викендов учествуваа на меѓународниот карате турнир Тетово Open 2024 и при тоа таму освоија 11 медали, од кои 3 златни, 5 сребрени и 3 бронзени. Некои од кочанските представници се надпреваруваа и во две категории. Алексеј Ристов освои 2 први места во категорија до 30 килограми. Во категоријата сениори до 50 килограми првото место и припадна на Наталија Карова. Илина Костадинова пак во категориите до 44 и 45 килограми освои 2 втори места. Исто така и Катерина Стојановска, Душанка Ристова и Илија Охомуш во Кочани се вратија со втори места. 2 трети места во категорија до 37 и 42 килограми му припадна на Томислав Ристов, а неговата клубска колешка Душанка Ристова го добри третото место во категорија до 45 килограми. На турнирот Тетово Open 2024 настапија 41 клуб од Македонија, Косово, Албанија, Црнагора, Босна и Херцеговина и Бугарија со вкупно 342 надпреварувачи. И уште една информација од спортот. Се одиграа надпреварите од петото коло од втората и третата македонска фудбалска лига Исток. Осогово и Светлост од Зрновци извекоа реми, а фудбалерите на Виничка Слога освоија 3 бода. Фудбалските екипи од регионот кои настапуваат во втората и третата лига Исток викендов останаа непоразени. Во втората лига се играше петото коло, во кое Осогово гостуваше во Штип против минатогодишниот прволигаш Брегалница и освои бод играјки 1:1. Иако жолто-сините имаат тешка задача да извлечат поволен резултат, особено што во првите 3 кола од новото првенство почнаа лошо, сепак на овој надпревар прикажаа добра игра, направија изненадување против домашната екипа која беше фаворит. Брегалница дојде во водство во 34-та минута со погодокот на Галевски, додека Осогово изедначи на 4 минути пред крајот на средбата со голот на Симоски.
Среда ќе се игра за останатото четврто коло, во кое Осогово ќе биде домакин на Детонит Плачковица. Во третата Лига Исток на распоредот беше второто коло, во кое Виничка Слога 1934 беше домакин и убедливо ја победи Тиверија од Струмица со 8:2. Со тоа виничани го продолжуваат успехот од првото коло на гостувањето во Берово против Малеш. Со освоените 6 бода досега, тие се на првото место на табелата пред Овчеполе, кое е со ист број бодови, но има послаба гол разлика. Во следното коло, Слога ќе гостува во Делчево против Брегалница. Во третата Лига Исток се одигра и надпреварот во Зрновци меѓу домашната екипа на Светлост и гостите Малеш од Берово. Средбата заврши со резултат 1:1, иако домакините водеа во текот на целиот надпревар. Пред самиот крај на средбата беше досуден пенал за гостите, со што тие дојдоа до посакуваниот бод. Во следното, трето коло, Светлост ќе гостува во Струмица против последно пласираната Тиверија. Почитувани гледачи, тоа беа содржините што го одбележаа денешниот ден. Ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Довидување.